Наш соговорник е Блаже Конески. Сметам дека не треба многу да го представуваме, зашто навистина е познат и навистина луѓето го знаат. Меѓутоа, понекогаш познатите се познати само по познатоста, па сепак би требало некои реали да кажеме и за неговиот опус и за неговото дело. Тој е пред се поет. Самиот себе си се смета за поет и од 1945 година до денес објавил 6 поетски книги и една книга раскази. Во тоа меѓувреме е автор на македонската граматика, редактор на тротомниот македонски речник, автор на историјата на македонскиот јазик, како и на редица есеи и статии од областа на јазикот и областа на културната и книжевната историја. Автор е и на редица препеви од Његош, Хајне, Блок, па до современите наши поети од српско-хрватското јазичко подрачје, но исто така и преведување на речиси сите словенски јазици, на речиси сите романски јазици, на речиси сите германски јазици. Добитник е на нашите највисоки признанија. Наградата браќа Миладиновци за поезија, наградата за опус на мисла, Хердеровата награда, наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата, Његошевата награда и наградата Авној. Освен тоа, Блаже Конески е и активен во сите области на нашиот живот. Бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, а и председавач на Сојузот на писателите на Југославија. Тој е прв председател на Македонската академија на науките и уметностите. Исто така, тој е меѓу првите членови на Друштвото на писателите на Македонија. Во неговата професионална кариера од 46 година е професор на Филолошкиот факултет во Скопје, едно време е декан, а едно време и ректор на универзитетот. Роден е во Небрегово кај Прилеп, 21-та година. Би го почнал нашиот разговор со едно прашање што би не вратило малку кон неговото детство. Професоре, вие за детството многу малку сте пишувале во вашата поезија, иако има и еден избор издаден од вашата поезија, Разговор со детенце се вика. Што во сегашниот миг можете да оцените дека вашето дело поетско му го должите на детството? Детството, знаеме, се одликува со свежест на впечатоците. А мислам дека свежеста на впечатоците е многу потребна и во поезијата. Спрема тоа, поетот треба да задржи нешто од детското гледање и восприемање на светот. Ќе ве потсетам на оној славен стих на Антун Бранко Шимиќ: поетите се чудење во светот. Тоа значи дека поетот треба пред секој факт, колку тој и да изгледа обичен, сив, па дури и банален, да застанува со едно чудење, откривајќи во него и нешто необично. Се забележува и тоа дека луѓето, особено во позрела возраст, се враќаат кон своите детски впечатоци. И јас постапувам исто така како што постапувале и други пред мене. И во мојата најнова збирка Чешмите има доста реминисценции, сеќавања што ги будат впечатоците на моето детство. Иако јас, како што велите, не сум пишувал многу во врска со детството, критичарот Ѓорѓе Арсовски дојде на убава идеја да ги собере
moите tekstovi što se odnesуваат na ta oblast i izleze sepak jedna zbirka. Na jedno mesto velite, sećavajući se vjerojatno na detството, дека го паметите автентичниот начин на пење на македонската народна песна. Дали нешто од тој начин, од тој терк, што би се рекло, останува живо во денешнава поезија наша? Јас во својот дом, во селото Небрегово, па и во Прилеп, сум имал можност непосредно да го доживувам народниот начин на кажување и на пеење. Особено во тој поглед можев да научам многу од својата баба Дунавка. Таа беше песнарија и паметеше многу народни песни и приказни. Кога таа ги кажуваше, јас научив дека и самото кажување на народните песни се разликува од нашето читање, од она како ние денеска во читањето ги интерпретираме. Тоа е еден свечен речитатив. Мене тоа ме возбудувало и сум запаметил некои константи на тој речитатив. Меѓу другото, и како почнуваат нашите старински народни песни со еден грлен извик и па дури и тој извик јас сум го вклучил во една своја песна. Тоа е една од моите први песни, а насловот е Песна за животот. Јас мислам дека и во нашата современа поезија се останати многу елементи од тој начин на доживување, од тоа што го наоѓаме во нашата традиција, во нашата народна песна. Јас можев самиот да напишам цела една опширна статија за цитатите од нашата народна поезија во нашата уметничка поезија. Очевидно е дека таа линија продолжува да тече во нашето поетско творење. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога бесна. Два конца барај од срцето, драги. Едниот црнје, другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш. И светол, и стрвен. Па со ни вези еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој јас, што везам на ленена риза ракав, за бела невестинска рака. Судбинско нешто се клело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора. Везилке, крени на ведната лика, погледај в небо во предпладне златно, се шири тамо и чудесно блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна. Две бои тамо ти гора ти капат, две шарки твои, црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти згаснат? Зошто се губиш ти строга, ти дивна? Дните ти минат, прокоби се гласат. И најмил спомен што в душа ми блесна, се гаси од нив, ко цвеќе без боја. Но ти што ловиш звук на чудна песна, ти си ја кажа судбината своја. И на едно место, сеќавајќи се, викате дека во младини еднаш сте го виделе Рацин.
No вие сте пишувале многу за Рацин, сте пишувале добро и длабоко, нали? Како оценувате Рацин, какво влијание имал врз вашата поетска генерација и врз вас, нали? Јас навистина само еднаш сум го видел Рацин, така да кажам, за неколку минути на железничката станица во Велес. Можам веднаш да ви кажам дека влијанието што тој го изврши на нашата генерација, па тоа значи и на мене е навистина големо. За нас беше многу важно тоа што при крајот на 30-тите години и во Југославија почнаа да се објавуваат песни на македонски јазик, а тие песни, кога беа најдобри, беа подпишувани со името Рацин. Ги читавме ни во списанија, а во 39-та година вистински настан за сите нас беше излегувањето на збирката Бели мугри. Можеме да кажеме дека навистина Рацин одбележа една епоха во создавањето на современата македонска литература и со право го споменуваме секогаш како таков, како родоначелник. Инаку јас можам уште еден податок да ви кажам, дека сум го видел и тиражот на Бели мугри, или еден дел од тиражот, кога пристигна во Белград и кога во повеќе, нали, ние другари, студенти, имавме можност да го видиме куферот што го донесе Страшо Пинџур и тој го отвори, имавме можност да ги видиме тие книжки, ако се сеќавам добро, со жолти корици и со црвени букви на насловот. Ете, тоа се моите средби со Рацина и со неговата збирка. Вие сте припадник на така наречената прва македонска генерација писатели. По војната се разбира. Што ја обединува таа генерација? Што ја прави различна од другите? Тешко ми е да кажам, бидејќи таа генерација продолжува се уште да работи. Може би разликата треба да ја бараме во стартот. Ние имавме многу нешто малку како наследство во поезијата. Спрема тоа, таа генерација требаше да се сврти кон основните задачи што пред се сведуваат на создавање на потребно јазично окружение, на потребна полнота на јазичниот израз или на она што можеме со друг термин да го наречеме национален фон на поезијата. И тука имаше една работа што носеше карактеристики на пионерство. Се разбира, и самото време диктираше некои погледи, становишта. Тоа беше крај на војната, уште беа живи оние чувства на ужас од една таква светска катаклизма и уште се разбира придонесуваше тоа да бидат важни некои теми што обично се таксираат како социјално назначени, социјално маркирани, додека интимната поезија требаше да остане уште за известно време на втор план. Тука гледам разлика меѓу нас и оние што стартува во поново време, а натаму се разбира и правците и индивидуалните патеки веќе се вкрстуваат и тешко е да се разликува што е карактеристично за една, а што за друга генерација. Да, сега тие сите генерации живеат во исто време и сите се активни и творат.
А во рамките на напонот на силата, што би се рекло, на вашата генерација, некаде пред 30 на години се случи едно завртување во тематската определба на нашата поезија, па и во експресијата, во изразот, нали? Што всушност се случи тогаш? Дали тоа беше еден логичен тек на развојот, дали општите промени донеса промена и во творештвото? Јас мислам дека првенствено играат тогаш улога општите промени. Јас веќе реков дека непосредно по војната тешко можеше и да се замисли да се пишува некоја интимна поезија. Мислите на луѓето беа доста оддалечени од тоа. Реалноста беше таква. Настанаа крупни промени во нашиот општествен и политички живот и тие промени доведоа и до многу важни поместувања и во областа на поезијата, воопшто на литературата. Јас лично бидејќи бев почнал да пишувам порано, тие промени не ги доживував така драматично како некои луѓе што дури тогаш во 50-тите години влегуваа во литературата. Јас веќе имав извесен свој индивидуален опит. Та ми пристапи, а можеше поблиску. Та не се плаши ни сосем да се привие. Та е тело што бара незадржано калење. Та не доаѓа кога ја викаш. Та доаѓа кога самата твоја крв на брег ја изнесе. Та немаше за себе големи барања. Посака само напладне сенка во твојот крвоток. Малку да си почине. Твоето срце, ете така, не може да ја одмине. Та ме врати кон животот со порив на богато тело. Кон животот ме врати, значи кон изневера. Веќе противна ноческа насон крена глас, бившата изгора, а најави ги предјавува своите права по силата на животот идната. Затоа сам се сечинам, толку ништожен. Едно време вас ве прибројуваа во времето на полемиките, ве прибројуваа кон реалистите, нали? Да се присетиме се на таа терминологија од тоа време, на тие полемики, нали? Но ете сега излезе дека сте биле модернист, нали? Фактички дека вашата поезија припаѓа кон еден продуктивен поетски тек. Како можете во сопствената поезија да ги гледате овие определувања што доаѓаат секако од страна? Видете, за мене тие определувања не значеа многу. Да не речам дека не значеа ништо. Јас имав своје изградено становиште уште од првите денови кога почнав да се занимам со поезија и го следев тој тек, не водејќи сметка за дневните констелации. Се разбира, јас и поезија и проза пишував онака како што знаев и продолжував на своето знаење, на она што го бев научил од поети и писатели што ми беа особено драги. Како што животот поставуваше некои задачи и сврлаше некои теми, некои проблеми, така се ориентирав и јас самиот. И јас мислам дека во крајна сметка за мене нема да се применуваат некои етикети што важеле поради други причини за известно време и што ја обележувале литературната клима. Па да, секако не може за еден човек да се прилепи и реалист и модернист. Во секој случај. Во пред 30 на година, кога веќе говориме за тоа време, многумина критичари, а меѓу нив и Јован Бошковски, кој што прв пат така насети таа убавина на стихот Строга и проста македонска песна, па Милан Ѓурчинов, па и самиот Митрев.
го бранеа вашето поетско дело од некакви обвинувања дека е тоа церебрално, здраворазумско, умно и така натаму. Колку што имаме увид, такви определби за вашето дело не се напишани. А и Митрев, бранејќи ве, вели дека се говори во кругот на нашите писатели, нали, дека е таква поезијата на Конески. Дали значи дека во тоа време беше така присутна таа усна критика, тоа говорење за поезијата, а не толку пишување? И мене не ми е познато дали некој пишувал во таа смисла. Но паметам дека навистина, така да се изразам, такви гласови кружеа. Веројатно имаше луѓе што мојата појава на литературното поле малку нерадо ја пречекува и се стара уште од самиот почеток да дадат еден таков квалификатив за мојата поезија. Тоа е се што знам. Да, не е ништо пишувано точно во таа смисла, а Митрев многу вехементно ве брани од такви искажувања. Да. Каква беше воопшто таа творечка атмосфера 50-тите години? Книжевниот живот беше секако поинаков од што сега. Па, сигурно, тој се разликуваше. Сега сме свикнати на една полифоничност, тогаш уште требаше да свикнуваме. И уште имаше полемики, расправи, дали нешто треба на овој или на оној начин да се интерпретира во литературата. Второ, ние имаме една млада литература и 50-тите години донесоа, така да кажам, нова гарда на наши писатели и поети. Се почувствува нивното присуство. Литературниот живот беше доста интензивен и интересен. Малку мене ми пречеше тоа што премногу се делеа некои блокови. Јас не гледав вистински мотив, ако работата е посматрана чисто од гледна точка на литературата, не гледав вистински мотив за таквата поделба. Јас дори и пишував тогаш, пишував во својата статија за македонската литература, дека заправо нашата задача е сосем подруга, бидејќи сме ние млада литература, и дека таа задача се исполнува и преку нас самите, и кога не сме ние за тоа свесни. Клучот од ламбата шкрапнува. Безмилостно светло се мрзне собата. Детето спие на кревеќ. Куклата крај неговата главичка, само таа ја гледа опасности и крева очино раце занемена од страв. Таа крева очино раце и еко на вратата стои еден безпомошен човек со вино на спуштени раци и наведната глава. Иако тој оди да го баци детето. Викаа дека за поезијата човек треба да има некаков повик. Нали? Тоа значи дека треба да има дарба. Кога кај себе сте почувствувале таа дарба, таа неминовност да се изразите ни стих? Па сега ме терате да се присеќавам. Паметам еден момент, веројатно имав околу 15 години, доживеав една возбуда од Зајди сонцето и напишав за тоа песна, и може би таа возбуда, доста карактеристична, проследена со едно пријатно чувство, беше и знак за тоа дека се буди во мене наклоноста за пишување на поезија. Вашите први песни се датирани 38, нали? Тоа се во Крагуевац, во тој период пишувани. Дали се сочувани сите? Не, само еден дел. Има во тие гимназиски списанија
некои печатени песни на српско-хрватски јазик во Крагујевац и во тогашната Јагодина. Моите македонски стихови тогаш не можеа да бидат печатени. Тие се зачувани само во една мала тетрадка, и тоа не сите. И таа тетрадка јас ја депонирав во архивот на Македонската академија. Целиот нејзин живот беше стишување на сопствениот здив, почит кон виделината и воздухот. Од гради надвор да не излезе ништо што личи на овкање, на клетва, на крик, да не би од тоа да се повреди некој. Лебот што го месела беше насмевка. Таа зеде на себе да живее долго, за нас да не одлачи од мислата за смртта. Јеве сега гледам низ прозорец, известен дека веќе ја нема, дека во ова утро починала. Ништо не се движи надвор. Се е неподвижно. Во сончев февруарски ден безлистните јаболкници подаваат една кон друга прсти, без да се допрат. И одвај чувствувам поник на нова трева. И тоа е речи единственото движење во мојот мислен хоризонт. Некој се постарал за ваква мирнотија. Да не остави никаква трага од суството на нејзиниот последен здив, да биде се како никогаш да ја немало. А сепак чувствувам дека на нов начин сега треба да го збирам светот, што таа, кој знае како, и за мене го држела во целост. Вие за себе сметате дека сте, така велите на едно место, и сметате дека сте пред се поет, нали, дека другите ваши ангажмани се она што вие вокација, но основната ваша ориентација сметате за поетска, нали. Сето тоа, сите тие ангажмани што се ги имале, не се во спротивно со вашата магистрална определба со пишувањето во поезија. И вашиот јазички, вашата ангажираност во науката за јазикот и во книжевната историја. Но сепак, дали можете да оцените колку тие ангажмани ви придонеле во пишувањето на поезијата или одзеле, или некој равновесие се воспоставува тука? Па сега тие секако одзеле многу, бидејќи ми одзимале време. Но јас треба да кажам дека на директно прашање што предпочитам сум одговорил дека се сметам себе си пред се за поет. Јас исто толку се сметам себе си и за професор, научник, и со големо задоволство сум работел во област на лингвистиката, старајќи се да бидам на нивото, да ги запознавам и историските факти, и современата состојба на македонскиот јазик, а исто така и да бидам упатен во современата лингвистичка теорија. Спрема тоа, прашањето што на што му пречело кај мене малку станува излишно при едно такво настроение на духот. Да речеме дека едно со друго се дополнувало. Вие сте биле долго години професор на универзитетот. Што мислите за таа професија? Дали ве збогатувала, дали чувствувате однеедно задоволство како од поезијата, од научната работа? Јас и сега најмногу сакам да ми се обраќаат со професоре. И сум многу задоволен што и повеќето луѓе така ми се обраќаат. Има нешто во таа професија што е многу добро, благородно, и тоа е контактот со ред млади генерации. Тој контакт не се губи. Јас сега, каде да одам, имам своји ученици и секаде тие радо ме поздравуваат. Се разбира, како и секоја работа, и таа има и своји, да кажам,
poteški strani tamo održuvanje na ispiti, čitanje na seminarski raboti i što je najloše to prisustvovanje na sednici, često pati na beskrajni i burni sednici na nastavno-naučni sovet. Вие сте несомнено еден од најактивните наши научници во областа на македонскиот литературен јазик и македонскиот јазик воопшто. Сакам да подсетам дека по војната едно време сте работеле како лектор. Da. Денес во редица наши институции тоа работно место на лектор или го има, или го нема, или доколку го има е доста подценето. Дали тоа значи дека нешто лошо се случува во сферата на јазикот? Лектор во Македонскиот народен театар. Тоа беше мојата прва служба. Треба да дадам едно појаснение терминолошко. Тогаш тоа значеше нешто како драматург. Не само како читаш на текстови, не само како јазичен лектор. Јас мислам дека имате право, кога со самото прашање сугерирате дека е недостаток тоа што во ред наши институции или издавачки некои проекти не достига учеството на лектори, што би воделе грижа за јазичниот облик. Сигурно дека е тоа потребно и дека тоа би придонесло многу за дефинитивниот впечаток од текстот, а ние знаеме дека и во многу поразвиени земји со стари литературни јазици таа служба на лектор сепак и денеска функционира. Кажи ми една твоја тајна, па макар колку мала и лесна. Јас ќе ја кријам во себе гробено, дури не стане песна. Сега почнавте пред неколку години да објавувате еден нов циклус или нов проект под наслов Проложни житија. Да. Веќе десетина песни, помало од 10, нали, се објавени. Тоа е еден нов вид пеење во вашето творештво, па колку што ми е познато и во нашава поезија воопшто. Колку тие песни одржуваат врска со она стара форма на житијата, нали? Има тука врска. Заправо и поводот за пишувањето на тој циклус го даде тоа што јас го студирав еден текст од 14. век, така наречениот Станиславов пролог. Тој текст бил препишуван во манастирот Лесново во 1331 година, а сега се чува во архивот на Српската академија на науките и уметностите. Прологот е книга што содржи кратки житија на светителите за целата година, за секој ден во годината. Читајќи го тој Станиславов пролог, јас дојдов на таква идеја дека такви житија може да се пишуваат не само за светители и не само за големи луѓе, ами и за обични луѓе од народот, што често пати навистина блескаат со етичка големина. И така и пристапив кон работата во тој циклус. Вие, како познавач на нашите културни прилики и воопшто на нашите поетски текови, сте се искажувале за нашата поезија. Што мислите, кој од тие текови сега актуелни е перспективен, продуктивен, кој има така шанси да остане, да биде едно трајно обележје на нашето поетско творештво? Јас мислам дека
Сите текови имаат некакви шанси, зависи кој ги застапува. А тоа не можеме да го предвидиме. Зависи кои луѓе натаму ќе развиваат нашата поезија. Вие знаете многу добро дека често пати се обновуваат дури образци што ние ги мислиме веќе за сосем стари, отфрлени. Но се наоѓа некој индивид што има во себе доста сила да ги оживи, да ги освежи и да ги актуализира во еден нов момент. Јас се разбира до некаде ја следам нашата продукција во областта на поезијата, но и при сето знаење јас не можам да ги предвидам незините на тамошни моментите на незиното на тамошно развивање. Кога говоревме за таа ваша завртеност кон трагичното во животот, рековме дека тоа е една општо одбележје на поезијата денес. Па би сакале едно од песните да ни кажете што припаѓа кон таа ориентација во вашата поезија. Можам да кажам песната Снег, таа е кратка и се надевам дека нема да се збунам во своето рецитирање. Насловот е Снег. Завева белиот снег неколку привични пата. Долу, пред мојата врата, гинат белокрилијата, тихо, во спокој мек. Белиот небесен снег реди еднолична сказна, дека е душата празна, сама пред осуда мразна, кажува белиот снег. Шепоти, сам си, сам, а јас се спремам назад, нозеве пак да газат патишта што се мразат до денот што го знам. Да, тоа е една од тие песни, Да. со тој штимунг. Имаме впечаток сега, последниве години кога го следиме вашето творештво, со приложните житија, со заокружувањето на циклусот за Крале Марко, дека фактички вашите поетски напори се во едно искачување. И би рекле дека вие сте поет во развој. Како гледате на овој мој исказ? Јас сум задоволен што вие така се искажувате, а интимно чувствувам дека сепак најдо време да заокружам некои своји замисли. Особено тука мислам на циклусот за Марко Крале. Тој беше почнат доста одавна, некаде уште во 1957 година, а го завршив сега, пред некоја година. Сепак сега имам едно чувство дека сум постигнал известна полнота во однос на своето искажување. Дека не е толку фрагментарно тоа што сум го пишувал. Триесет години. И што е сторено? 30 скршени брчки. Детето во мене е затворено во еден кафе за брчки. Сега сте веќе во 7-та деценија, нали? Што цените дека ви донело животното искуство во поглед на поетското творештво? Дали се уште го афирмира детето во вас или доаѓа и некоја друга мудрост, нали, некои други наслојки? Знаете како е, човек секогаш во животот има како да се искачува по некои скали и има како некои плоштатки од кои тој добива извесен нов поглед на изминатиот пат. И сигурно дека зрелоста доведува до еден
nov takov pogled. Međutim, site nije znaeme, a to ga tvrdate i mudrecite, deka čovek, misleći za smislata na život, od mnogo malko nešto može kako sigurno da go zaključi. Vo ta situacija, čovjek se razbira, se predava na svoji te impulsi i go iskažuva ona što vo momentu go okupira. Во вашата обемна книжевна работа, книжевно-историска, и во вашите текстови, наоѓаме и некои втемелувања во од доменот на теоријата на книжевноста. Да речеме, вие внесовте кај нас во нашава теориска мисла некои термини како што се продзирноста, изневерата, али, преемственоста. Во рамките на тој ваш ангажман, сметам дека е многу значајна статијата Еден опит, во кој што се искажува за таа триада меѓу триада колектив, автор, традиција. Значи, од рамките на тој книжевно-теориски аспект, вие внесувате продуктивни и свежи термини. Како го оценувате тој ваш удел во нашава книжевност? Јас секогаш сум поаѓал од нешто конкретно. Тоа е карактеристично за мојот начин на мислење. Тоа значи дека и во областа на литературната теорија јас не сум се стремел кон некое совладување на таа теорија сама за себе. Впрочем, тоа не бил ни мој позив животен. Јас сум работел во друга област. Сум се информирал колку што сум можел како секој културен човек. И можем да ви кажам дека некои од тие термини јас сум ги открил за самиот себе си, работејќи конкретно врз известни текстови или размислувајќи за известни појави во литературата. Например, до терминот изневера, јас дојдов работејќи врз текстовите на Марко Цепенков. Како што знаете, јас пишував за него. Предговор имате. Предговор, да. Се разбира, мене при тоа секогаш ми беше јасно дека сите тие работи се предвидени и фиксирани во литерарната теорија, може би со други термини означени. И навистина така во најголем број случаи и излегуваше. Ако ме прашате што мислам јас сега за тој вид своја дејност, јас можам да кажам дека сум особено задоволен што ја напишав книгата за јазикот на македонската народна поезија. Наоѓам дека таму во теоретски поглед имам и некои оригинални заклучоци. Меѓу другото и она што го споменавте, таа тријада, нали? Спрегата на колективот, авторот и традицијата. Но вие за своето поетско творештво велите главно дека се потпира не толку врз јазикот на народната песна, туку врз живиот говорен јазик, дека него го истражувате повеќе. Каква е според вас перспективата на иновациите во нашиот поетски јазик, по поглед на архаизмите, диалектизмите, заемките, неологизмите, кои доаѓаат од тој жив јазик, говорен? Јас сакав да подлечам дека малку има текстови мои што, така да кажам, пренесуваат образци во ритмичко-метричка смисла и во смисла на користење на метафори од македонската народна поезија. Но се разбира, јас во друг поглед, например во однос на користењето на мотивите, се опирам многу врз нашата устна традиција. Јас мислам дека
možnostите za inovacije se neograničeni. Bilo da se opirаме врз разговорниот јазик, тој нуди ред средства што може да се вклучат во една уметничка синтеза. Било да се враќаме кон народната поезија, народната проза или дури уште поназад кон нашето средновековно минато, кон текстовите на црковно-словенски јазик. Впрочем, сите тие слоеви се на некој начин активирани во нашата поезија и можеме за тоа да посочиме примери. Нема потреба во овој разговор тоа да го правиме. А треба да очекуваме дека во еднината изворите на нашата реч ќе бидат уште повеќе искористени. Ти што ќе стоиш на газивава потомче, чуј. Одовде и јас Скопје сум го гледал. А денот беше пролетен. Од тие кога во меко единство се плетат свежите линии на крововите и сека топола е зелен водоскок. Со поглед малце премрежен сум бил, но видовит и јасен. И знај, јас сетив дека овој повик мој е најсмел заграб во иднината. Со твојот дух е преграб, јас би рекол. И како остра секавица сече век по век тој и вика, клика, рика, мисли на мене. Вие и во овој разговор наспомнавте дека и она што го добиваме од другите поезии, низ препевот, може да ја витализира нашата поезија. Нали? Вие сте еден од луѓето што кај нас интензивно се бавеле понекогаш во одредени периоди со препев. Го препеавте Njegош, Блок. Нали? Што според вас, како учесник во таа дејност која што не е за подценување кај нас веќе, што во вашето поетско творештво на младини действувало на вас како влијание, како урнек, да речеме, од другите поезии? Јас треба да ви говорам малку за својата лектира во младите години. Се разбира, ми биле познати поезиите на јужнословенските народи. И натаму и поезиите на другите словенски народи, бидејќи јас сум по образование славист. Во прв ред руската литература и руската поезија. Но исто така ја сум доста добро упатен и во полската поезија. Многу поети од овие литератури што ги споменав ми помогнале да го изградам својот пристап, својот начин на искажување и навистина многу од нив сум научил. Можеме сега овој круг и да го прошириме, особено со она што сум го читал од немската литература. Јас, например, на млади години сум го прочитал целиот Гете и целиот Хајне. Хајне дури и го преведував. Кон ова можеме да додаваме и други работи. Човек секогаш учи од други, читајќи и се угледува на нив. И затоа е, може би, многу тешко прашање за човека, ако го прашаат од кого тој се влијаел. Јас би рекол од секого. Од секого, да. Од секого помалку. Да. А и влијал на некого, така е. Нали. Мислам едно конвенционално прашање, но битно, кога сте вие во прашање. Што сега работите, на поетски план, да речеме? На поетски план малку нешто. Дадов 3 текста за современост и очекувам да бидат во најскоро време објавени. А во овие последниве месеци повеќе сум работел во областа на филологијата, особено се интересирав за јазикот на Пулевски. И исто така
напишував и некои мали есеи, што може да се поврзат со поезијата и што значат некако проширување на оној круг обележан со мојот есеј Еден опит. Така, например, последна работа што овие денови ја напишав, се однесува на националниот фон на поезијата. Кај себе како го гледате тој национален фон? Дали и низ свој опит говорите во тој есеј? Па да, и дури и кажувам што сум преземал јас од нашето наследство, што сум преземал, кажувам. Веќе е тоа потребно за да се илустрира како се чувствува дејството на националниот фонд. Меѓутоа, најбитната моја обсервација е таа што во една млада литература националниот фон е доста стеснет и тој треба да се проширува. Во првиот момент на создавањето на една нова литература, дури туѓите поезии го заменуваат во добар дел тој национален фон, или како што велам јас во тој краток есеј, во таков момент туѓи созвездија светат на нашето небо. А после со нашата активност... Но тие се наши ако светат веќе на нашето небо. Па да, во врска со нив се создава нашиот национален фон, а едновремено се создава некако нешто регионално, ами се врши осовременување или европеизација на нашата поезија. И благодарам на разговор. И јас вам благодарам.